Полицискиот кордон распореден на сред улица пред собранието не ги спречи демонстрантите од шарената револуција вечерва повторно да ја обојат зградата. Иако гаѓаа од поголема далечина, сепак овој пат со помош на два огромни чатали успеа да дофрлат со балоните со боја до законодавниот дом. Секој погодок беше проследен со овации, а демонстрантите скандираа и многу ни е добар чаталот. Многу ни е добар чаталот! Чаталот! Можеа да се забележат и демонстранти со помали чатали кои нишанеа кон парламентот, но не успеа да дофрлат. Денеска имаше многу полицајци и прв пат беа распоредени на среде булевара некако претходно покрај оградата околу собранието. Демонстрантите запалија и пиротехнички факели во разни бои. Актерот Драган Спасов Дац во својот говор пред собранието му порача на првиот полицаец Митко Чавков дека не му се плаши ниту тој, ниту неговиот син, по кого утринава дошла полиција да го собере поради учество во протестите. Готово е, Груевски, готово! Напикан си во ќош со симнати панталони и се чека само денот кога ќе се наведнеш. Демонстрантите претходно на улицата пред делегацијата на Европската унија во Скопје на англиски јазик напишаа "Селективната правда е неправда", а носеа и таков транспарент напишан на македонски и на албански јазик. Претходно, директорот на Директоратот за проширување на Европската комисија Кристијан Даниелсон при посетата на Скопје пред истата зграда порача дека императив е да се повлече аболицијата. Побара да не се подкопува работата на специјалното јавно обвинителство и посочи дека Европската унија е сериозно загрижена за случувањата во Македонија. Демонстрантите порачуваат дека нема да запрат се додека целосно не се повлече аболицијата. За нив е неприфатливо парцијално повлекување. Председателот Ѓорѓе Иванов претходно соопшти дека ја повлекува аболицијата за 22 луѓе кои се политички истакнати, но не прецизираше на кого се однесува оваа одлука. Сите други на списокот од претходно аболирани 56 луѓе имаат можност да поднесат лични барања за поништување на одлуките за нивно помилување. Членови на политичката партија Левица носеа транспаренти со порака слобода за демонстрантите, стоп за употреба на притворот како мерка за заплашување. Кривичниот суд денеска донесе нова одлука според која приведените членови на Левица Здравко Савески и Владимир Куновски остануваат во домашен притвор уште 30 дена. Тие се товарат дека ја уништувале Народната канцеларија на председателот Иванов. За истото дело демонстрантите Никола Аризанов и Филип Наковски добија условни затворски казни. Демонстрантите, освен целосно укинување на политичките помилувања, бараат и оставка од председателот Ѓорѓе Иванов и формирање техничка влада која треба да создаде услови за фери демократски избори.